И ете, јас веќе се преселив во соседното студио, каде што ние редовно си ги пречекуваме гостите. Денеска, во недела, знам дека сте опуштени, знам дека многумина туку што се разбудиле и оправдано ќе ви простам, бидејќи знаете дека во неделите почнуваме нешто подоцна од вообичаено. И вака како за во недела, знам дека ќе ви биде супер да ве прошетаме по Широксокак заедно со најновото видео и најновата песна на моите битолчани група Милениум, односно една половина од Милениум се денешни наши гости. Топло добре дојде за Златко, Владимир и Стево, а останатите тројца топло ги поздравуваме, бидејќи тие ни се дома и има други обврски, така нели? Добре, се надевам дека наследат. Да. Како е во големиот град? Стевче, како поминавте по пат? Супер, по патот одлично. Одлично, да. Так. Честитки за новото видео. Мене ме восхити таа целата спакувана 3-4 минутна приказна, направена со една посебна фотографија за која што Златко после имам и многу интересни детали да ни открие, но еве малце ајде околу личната карта на Милениум. Стево, можеби ти ќе ни кажеш повеќе или Владимир, не знам, бидејќи ти си би рекла фронтменот на бендот. Прво да ги представиме останатите тројца, може? Да, Борче Тасевски, Стојанче Пуловски и Стевче Колевски. Одлично, 20 години и една или две од прилика некаде музицирате, а последните 15 години интензивно би рекла. Интензивно на еден повисок левел од почетоците. Се синхронизираа ли енергиите на сите шестмина? Вела дека кога работиш во група, навистина бара многу доблест, многу толеранција и многу компромис за да се усогласат сите наши карактери, бидејќи сите сме ние дома понекогаш не можеме очи ќе си извадиме, а камоли кога со некого соработуваш, ама не си обврзан да мораш, ништо не се мора, нели? Па самото тоа што постоиме веќе 15 години, интензивно или 20, нели со некои мали измени, покажува дека сепак знаеме да се почитуваме, да го слушаме мислењето на другиот и затоа еве сме успеале. Свикувате со Станос и Златко? Како не? Кој ги води? Водите тефтер со дневен ред? Зависи кој има прашања околу состаноците. Сите имаме Да. Јас сум сигурна сум, не сум била никогаш член на некој бенд. Немаме лидер официјално, сите се интересираме подеднакво. Ама се почитува сечи став и сечи мислења, повеќе глави секогаш подобро размислуваат. На што сте особено, да речам, горди во изминатите 20 и кусор години? Стево, ве има насекаде, нема свадба, да не сте присутни да ги забавувате луѓето. Да, имаме доста фамилиарни веселби. Работиме активно, значи снимаме ново. Ете сега најново со... Ова е најава за албумот фактички. Најава, да. Нашата најнова песна, најново видео. Со наслов "Ке те шетам по Широксокак". Ја направивме, знаете, Битола е многу опеана, значи со многу песни. Што да ти расправам, знаеш како се вели, да. Да, и ние решивме да направиме една таква убава серенада со музика и текст на наш сограѓанин Боби Поповски, кој моментално живее во Австралија. Горди сме со оваа песна. И јас и моите колеги. Се надевам дека ќе му се допадне на гледачите денес ќе видат таа песна. Да, инаку да кажеме дека еден албум веќе имаме зад нас. Ова песна ќе се најде на нашиот втор албум и уште една песна имаме исто од Боби Поповски, која што доправа ќе ја снимиме, така ќе комплетираме вториот албум. Кога кажа Стево веќе кај авторите кога сме, музиката и текстот е на Боби, а аранжманот е на Дарко Илиевски. Да ги поздравиме и нив. Максимално сме, морам да кажам, задоволни од тоа како си ја сработија својата работа. Да, гледачите малку подоцна ќе го погледнат спотот премиерно на Алфа телевизија, ама има многу интересни факти за ова видео, затоа што е доловен животот и приликите на Битола во 40-тите години на минатиот век. Значи, вие сте се вратиле многу успешно 80 и некоја година назад и сте успеале толку прецизно, би рекла, да избегнете се што е одлика на денешницава и на современието. Како го постигнавте тоа, Златко? Тоа се постигна со високи компјутерски техники. Значи, нас ни беше предложено, уште кога го договаравме спотот, бидејќи темата
е серенада, сепак се опеани некои детали, топоними од Битола, кои што се специфични и продуцентот што екипата што беше задолжена за снимање ни даде предлог, Даниел, да го поздравиме Даниел Јовески, ни даде предлог да тоа го направиме со специјални посебни филмски техники, каде што беа возобновени градби каде биле или скроз моментално ги нема, не постојат, или биле многу пати турнати во историјата, сега и повторно градени неколку пати, са пак ги нема, или пак имаше еден детал кај што зидче неколку тули стојат и са таму ние требаше да поминеме да пееме за амамот на некој паша. Керимбек, на некој паша или некој бек. Малце, на Керимбек амамот, таму сега многу малци има тој детал, а тоа беше возобновено во спотот, ќе видат како оригинално изгледал во 40-та година. И колку пребарувавте низ историјата на Битола, бидејќи Битола имаше многу хроничари, за жал, скоро сите се покојни. Еден од, би рекла, брилјантните хроничари на Битола беше Такецот, Димитар Такецот, кој што беше човек кој што толку многу ја живееше и ја сакаше Битола и ја имаше во неговото срце, што немаше дело негово во кое тој не ја опеа и не ја отслика Битола низ вековите. Тоа беше во два моменти сузе направено. Првен во разговор со лица кои живееле своевремено во 40-та година и памтат точно се. Мене човек кој не е и премногу возрастен, моментално 60 на години, ми раскажуваше како во негово време уште ги користеле тие бањи, меѓутоа биле актуелни пред 3 века кога беговите. Битолчани биле големи чаланџи, ја? Да. Мал ќе ви објаснам и за тие детали, а вториот момент, ние месец дена го проучувавме преку интернетот, доста помогна околу тоа, како изгледало, кои биле специфики. Интересно беше кога го правевме тој концепт, ние сме битолчани, пак знаевме нешто, меѓутоа тоа што свативме ствари колку не знаевме за тие детали, колку работи тоа што се открија. Научивме, да. И колку станавте и погорди вака што сте битолчани, па нели, па имаме со што да се пофалиме, со што да се гордееме. Конкретно околу чифтефурни, ние го знаеме како некој обележи во Битола. Чифтефурни речи го, не го вели чифтефурни. Чифтефурни може да го речи некој од Чаир, ама чифтефурни се вели по битолски, да. Коректна исправка, чифтефурни ние го знаеме како место, меѓутоа кога видовме како тие изгледале во 40-та година, тоа биле 2 фурни кои работеле во тоа време. Малце покасно едната фурна е скроз турната, бидејќи фурната на Настя конкретно, а во спотот е во кадар фурната на Чичко Богоја. Фурната на Настя е турната зашто требало да се премести бродот на Тито да го преместат за Охрид и не го берело да помини и го турнале тој објект. Покасно си го изградиле како моментално е модерен дуќан, продавница. Бродот на Тито бил клучот, така? Клучен, по такво време се зафат и настрада објектот. Меѓутоа, останале снимки како изгледале тие фурни. Чинарот е опеан, кој е неколку века стар. Немаме конкретни сознанија, повеќе од 5 века има старост. Амамите на Керимбек, амамот исто така неколку века има традиција. Интересно што и амамот и чифтефурни имале во тоа време подно грејење, кое било многу интересно. Подно грејење 40-тите години во Битола. Каква е ова занимливост и факт на вистина? Па ете, конкретно во Керимбек амамот вода со специјални керамички цевки била од Драгорот, реката, вода спроведена, се грееле тука, имало како котли со големи. Одела во дворот на... Во дворот се греела, после одела во бањите и таа циркулирала, имало подно грејење, тука одели богатите битолски жени од да напомениме дека имало и машки дел и женски дел. И така како некоја во историјата како традиција било, невестата пред да стапи во брак, нели, пред да се мажи, ја носеле да се искапи во амамот. Со другарките, Тоа време имало 4 амами, 4 бањи во Битола, како што кажа Злате, од Драгорот се носела вода по специјални цевки до сите 4 амами.
Да. Се после значело- намамот е купен од Турчин од страна на Еврин Папо. Последен газда бил, да. Последен газда тој го купил, меѓутоа жалосно што 43-та бил одведен Треблинка и повеќе за него не се слушнало. Известно време поработил амамот и остана така во историјата на интерес. До 70-та година до прочитав негде дека Да. функционирал, да. Па затоа еве овој човек мене ми Секоја раскажуваше детали како што се капели, тоа е негде. Секоја чест, Да. ако не останаа турците, кој знае колку тоа што ме имало 4 денес, ки имавме 40 ама во Битола, па тоа ќе беше воздушна бања. Така да Колку Сузе- се горди ме интересира битолчани, го погледнаа веќе видеото, какви добивате Јас коментари. Мислам, значи со оваа серенада, со оваа песна ќе ги допре сите битолчани на срцето. Значи и сите оние наши битолчани што се надвор по светот и емотивно и ќе се потсетат на нивните живеалишта каде живееле, значи на нивните маала, како што се Чинарот, Чифтефурни, Турската бања, Керимек, значи и тука и таа околина. Мислам дека До сега се сите позитивни Досега коментари. се сите позитивни коментари. Ќе да. носите ли, ќе прошетате ли ни светот? Еве, ќе те шетам по Широксока, ќе е песна која јас веднаш штом ја преслушав кога ми ја испративте, ми ги разбуди сите мои емоции, ме врати во едно време, иако јас тогаш не сум била на овој свет 40-тите години, ама ме потсети на една Битола која јас ја памтам од моето детство и навистина беше тоа град со многу душа, со многу традиција, со многу една посебна приказка. Па тоа ни беше и Планирате целта. ли да ја однесете на секаде ни светот каде што има битолчани? Секако тоа ни беше целта, на некој начин да му се доđеме на градот Битола. Битола е позната по серенадите, нели имавме и фестивал серенада на Широксогак. Нешто слушам ке се возобновува. Дај Боже да се провокација возобнови. се. За жал се некоја година не постои веќе, ама еве да се надеваме дека после оваа серенада и ќе се возобнови. Навистина сме горди на овој проект, инаку не само по градбите, да кажеме, ја возобновивме Битола, туку и по носијата. По таа позната староградска носија во Битола. Даниел тука навистина се потруди, кој ги одбиравме носиите, даваше сугестии, не таа е охридска, таа е преспанска, ова е битолска. И баш сите што учествуваат во спотот сме облечени и ние во таа староградска битолска носија, така да мислам дека автентично навистина прикажавме Битола во тој период. Одлично. Во Битола има многу бендови, многу музичари, што солисти, што луѓе кои работат со колеги, вака колективно како вас. Има ли простор за сите, има ли работа за сите? Па има работа Мегдан за сите, нормално. За сите, така? Има работа за сите. Наша цел е да го веселиме народот. Се сменја ли нештата после пандемијава на подобро или? Па мора така да размислуваме Ќе одиме на подобро сега. за полошо нема причина да Не се сакаме работи. ни да дискутираме, А да. полн погодок е, ние на разни теми сме правеле песни, имаме и доста спотови позади нас, меѓутоа полн погодок е што ова е песна која е баш за кај нас. Битола е град, како што спомна Позната Владе ни. на серенадите. Ме презентиравте на градоначалникот. Веќе Прво. имаме коментари Да. прво, Како браво. не. И на прашањето кога рековте дали таа песна треба да прошете надвор од Битола, целта е таа да продефилира и преку океан, нели да. Одлично. Јас Ето и мислам тоа. дека Биде пошироко видено, Јас нели? мислам дека општината оваа година треба да ја земе како посебна, да ја даде посебно место и значење заради историските Па факти има едукативен кои карактер. што сте ги извадиле, кои што сте ги осмислиле, сте ги истражиле и многу време и внимание и љубов сте потрошиле за да ја можат да ја видат младите генерации во едно поинакво светло и се надевам дека некој тоа ќе го испочитува, ама и ќе го награди на крајот, бидејќи Да. сите би сакале да биде нашиот труд забележан. Па тоа и беше целта, како што кажа Златко на спотот, малку да има едукативна црта во него. Младите кои што сега се и дечиња, да речеме, да видат како Битола изгледала во тоа време. Да. Како живееле нивните Кога дедовци, и по предедовци Широксокак и се така возе натаму. автомобили, сега може би Да. тој момент Да, не да. можевте да го доловите, сигурно. Не, Со пајтони се Невозможно, возело. со Со пајтони, пајтони, да. Баш ние кога баравме, истражувавме информации, било карактеристично за културата на живење на Битола, со пајтони оделе
таа рута од прилика ја возеле до мамите оделе со пајтони, таму ги уживале тие Тогаш со благодети. пајтони, а подоцна со коли, со автомобили. Во моето детство, најрано детство, јас паметам дека по Широксокак се возеа автомобили и тоа беше до некоја 70 и некоја година. После веќе не паметам кога тоа заврши и кога стана пешачка зона, ама како и да е, секогаш е убаво да се зборува за културата во минатото, за традициите, за вистинските вредности, ама и за музиката која што ни е некако главна во овој момент. Ви се заблагодарувам што денеска дојдовте од Битола. Благодариме за поканата сите. Што ги еве вака емотивно ги поттикнавме сите битолчани да го погледнат спотот и сите љубители на убавата песна и на убавата музика. Се разбира без разлика од каде и да се нашата земја е прекрасна, од секој делче воедно и упатувам еден апел до сите бендови, до сите пеачи и до сите луѓе кои што создаваат трајни вредности низ нашата земја и до сите кои што имаат интересни истории поврзани со секое парче земја во нашата убава Македонија, да ни се јават и да ни предложат некоја тема или можеби да зборуваме за интересни факти од минатото на Македонија. Поздрав до останатите членови, среќен пат назад за Битола и еве премиерно на Алфа телевизија да ги прошетаме по Широксокак, така нели, со најновата песна во која се оживеани 40-тите во Битола.